Декември. Студено и дожливо време. Наместа по патот налетавме на снежна покривка. Патот води кон Вишеград и Андриград. Градот се наоѓа на реката Дрина. Таа настанува со спојување на Тара и Пива. Првите траги во овој крај за постоењето на човечки живеалишта датираат уште од пред 1500 години пред нова ера. Тука е познат мостот на Мехмет Паша Соколовиќ, изграден од 1571 до 1577 година. Мостот има 11 сводови долги 250 метри, а широк 10 метри, освен на средината каде е проширен со две тераси, а тој дел се нарекува Капија. Мостот на Дрина заедно со стариот мост во Мостар се наоѓа на листата на заштитени споменици на УНЕСКО. Романот на Иво Андрич "Мостот на Дрина", кој е преведен на многу светски јазици и за кој авторот добива Нобелова награда, е базиран токму на историјата на овој мост. Во 1987 година е изграден и нов мост за да се растерети стариот. Веднаш по пристигнувањето имавме можност да уживаме во возење со брод низ реката Дрина. И додека се возевме, уживавме низ глава минуваа слики од легендите поврзани за овој мост. За убавата Фата, која не сакајќи да се омажи по желба на својот татко, се фрлила од мостот, како и легендата за градењето на мостот и созидувањето на близнаците Стоја и Остоја, кои биле созидани од мајсторот Раде Неимар, но сепак тој оставил две дупки за да може мајката да ги дои.
И повторно на копно, посета на Андриград се наоѓа во средиштето на Вишеград и е еден вид на етно село, вистинска туристичка атракција, спојна историја, традиција и уметност. Идеен творец на Андриград е режисерот Емир Костурица. Инаку градот е изграден од камен и го нарекуваат и Камен град. Идејата за изградба на овој град е од 2009 година и било замислено да биде верзија на Дрвен град во Мокра гора. Дрвен град од Вишеград е оддалечен околу 20 километри. За посетители е отворен 5 јули 2012 година. Изграден од камен и има околу 50 објекти. Налетавме на објекти од период на османлиите. Оддалеку, додека се возевме низ реката Дрина, ги забележавме и трите кули символи на различни периоди. Во градот има театар, кино, градска управа, академија на убави уметности, хотели, дуќани, Стар Ан, а тука се наоѓа и спомен куќата на Иво Андрич. Тука се наоѓа споменикот на Иво Андрич. И на крај патот не однесе до црквата посветена на Свети цар Лазар и косовските маченици. Таа било осветена на Видовден 28 јуни 2014 година. Тука се наоѓа споменикот на Njegos, а плоштадот исто така го носи неговото име. Се надевам дека уживавте во овие видеа кои што ги направивме од нашата посета на Босна. Доколку не направивте subscribe на нашиот канал, направете го тоа и ставете лайк на ова видео и коментар доколку ви се допаѓа. Ние продолжуваме и понатаму со подготовка на нови видеа.